Добро вечер, добре дојдовте во вестите на Канал УСУ. Извештаите за работењето на основните и средните училишта во општина Кочани ја заглавија 16-тата седница на Советот уште на првата точка. Еден час траја дискусиите дали е направена суштинска или ненамерна грешка во доставените материјали за расправа, што на крај се сведе само на гласање и подршка од мнозинството. Непрецизност во формулирањето на точката од дневниот ред или суштинска грешка за која не може да се води расправа беше главната дилема со која започна седницата на Советот на општина Кочани. Советниците од опозицијата рекоа дека се нашле во дилема дали воопшто може да се разгледува извештај за успехот и работењето на основните и средните училишта ако таков документ воопшто не им е доставен, односно наместо еден добиле повеќе извештаи од секое училиште посебно. Ова предизвика лавина дискусии што се развлече цел час. Во самиот дневен ред е кажано дека се зборува за извештај за успехот и поведението и работењето на општинските училишта. Дали се работи за поединечен друг извештај од материјалите што ги имаме добиено или се работи за извештаите кои што ги имат доставено самите училишта? Да се направи еден унифициран образец каде што сите училишта ќе ги дават податоците кои што ни се потребни во една форма, значи во една рамка која ќе биде приближно во исти граници. Ние овде имаме извештаи од училишта кои што се на квалитет на ниво на магистерски трудови, па до онакви каде што најсложена реченица е насловот на извештајот. За да се расчисти дилемата, беше даден и конкретен предлог до председателот на Советот. Беве од процедурална гледна точка ќе ве замолам, значи секој од извештаите кои што ги имаме доставено по училишта да ги ставите поединечно да ги гласаме, како што и расправаме поединечно за секој од нив. Сметам дека критиките и барањата не се на место и сметам дека нашата советничка група нема да се сложи со барањата да се прави еден заеднички извештај, бидејќи имаме посебно извештај за секој училиште. Дали на некому се свига или не му се свига, тоа е тоа. Јас мислам дека е направен пропуст и во изготвувањето на материјалите. Пишува извештај, а дискутираме извештај. И токму кога изгледаше дека дилемата ќе се разреши, таа прерасна во ново објаснување со вжештена дискусија. Значи ние немаме извештај, а вие ќе не терате сега да гласаме извештај. Ќе прекршите секоја процедура. Вие и вашето мнозинство очигледно дека сакате да гласате нешто кое не постои. Ова се нема случајно, господа. Ако ви е проблемот во однос на извештај, сакате еден генерален извештај, не држи место, значи може да биде извештај за сите основни и средни училишта. Значи нешто пак да ви се спрема да се изготвува, кој веќе го има, мислам повторување на еден материјал кој веќе го имате. Укажувањето од мнозинството не донесоа до смирување на дискусијата. Значи не постои тој извештај, не е изготвен. Ама не. И како можете вие да огласите, вие гледате ли го таа извештај? Ај покажете ни го таа извештај ако постои. Еве покажете го каков е ќе огласаме, позитивно или негативно, покажете го извештајот. Чекај, можеби нема да гласаме. Ама немаме извештај, градоначалник. Не постои извештај. Вие имате ли го видено тој извештај? Не постои. Сметам дека процедурата не е повредена. Доколку колегите сметат дека е повредена, нека си поведат ова постапка понатаму. На крајот, поскоро еден час и прекина дискусијата со пауза, мнозинството го изгласа извештајот за работењето на училиштата во општината. Опозицијата остана на ставот дека таков документ не постои и воопшто не гласаше. Атмосферата на седницата на Советот остана вжештена и по останатите точки од дневниот ред. Бурни дискусии наметна и предлог одлуката за зголемување на платите на општинската администрација. Зголемувањето на вредноста на бодот на платите на вработените во општинската администрација ја заглави 16-тата седница на Советот уште за половина час. Дискусијата запна поради барањето точката да биде одложена за некоја од наредните седници, со образложение дека поради распишаните избори не е дозволено да има покачување на платите и слични активности, кои се во спротивност со законската процедура. Барам оваа точка да биде изтргната да биде повлечена од дневниот ред, а за истата да расправаме по завршување на изборите. Истото барање го поднесе и на комисијата и не му беше усвоено и кажа тој не го гледа ефектот, па поради тоа не задира во изборите.
покачувањето на вредноста на бодот ќе биде за 5% од 1.10. Дали сакате да поентирате со тоа дека еве ја зголемуваме платата на администрацијата? Ако е тоа поентата, тогаш е честно и да кажете колкава плата зимат во администрацијата. Целата администрација знае дека ќе го добие тоа покачување без разлика дали ние тоа сега ќе го кажеме или после изборите. Тие веќе го знаат тоа. Ние не можеме да поентираме со тоа кај нив. А тоа кој колкава плата зима, јас сум само еден обичен советник, не е се мои ингеренции, прашањето на погрешна адреса го патуват. Следуваат до објаснувања дека одлуката за покачување на платите на администрацијата била донесена од страна на владата уште пред 3 години, но поради економската криза нејзиното реализирање било одложувано. Секое укажување и потреба од Министерството за финансии со допис до градоначалникот е задолжителна за локалната самоуправа. Имате добиено известување од Министерство за финансии. Немате конкретно задолжување дека мора тоа да биде на денес. Не, бидејќи го погледнав документот, не пишува никаде дека е задолжување дека мора да биде ова одлука донесена на оваа седница или пред изборите. На седницата имаше обвинување дека некои советници сакаат да гласаат за покачувањето на платите затоа што имаат и личен интерес во тоа. Јас дека ќе гласам ова за покачување на платата на мојата сопруга не е мотивот. Тој таа работи за помала плата него што претходно беше на другото работно место. Дискусијата за покачувањето на вредноста на бодот на платите се прошири и со нови прашања. Колкав е бројот на администрацијата во општинската зграда на општина Кочани? Дали се планират нови вработувања пред и одма после изборите? Еве сакам да го проширам опфатот на прашањето, кој на кого сега ќе ја покачува платата. Односно тие родбински врски, структурата малку да ја погледнеме. Дали свекрот ќе ја покачи платата на снагата? Таткото на керката, сопругот на сопругата, некој од минатите советници што за да го држат мнозинството си запослија и син и сопруг, значи треба малку случувањата да го анализираме и од тоа аспект. Иако беше побарано да се каже колку во апсолутен износ покачувањето на платите ќе го чини буџетот на општината, одговор не беше даден. Не помина ни предлогот на советник од опозицијата да се реновираат канцелариите на градоначалникот и другите помошни простории. На крајот, предлог одлуката за покачување на платата доби согласност од мнозинството советници, па од 1 октомври администрацијата ќе добива 5% повеќе на основната плата. Со благослов за богат род, со песни, вино и ракија, одбележан празникот Свети Трифун, се закрои лозјето за Берикет. Символично полевање на лозата со вино и ракија за богат род и молба за заштита од град и суша. Лозарите денеска го направија адетот, го закроија лозјето во чест на христијанскиот празник Свети Трифун, кој според верувањето е заштитник на лозовите насади и земјиштето што се обработува. Свештеникот ги прочита молитвите за Свети Трифун за благослов на родната земја, со надеж дека годината ќе биде плодна и берикетна. Очекувате ли годинава да има род? Очекуваме још повише да има. Веќе неколку години уназад се потрудуваме да организираме една средба заедничка меѓу нас пријателите, комшиите кои имаме тука винови, насади, значи грозје, доваѓаме тука, се дружиме заеднички и си поканеме представник од православната црква кој го тоа светува и мислам дека желбата наша е да продолжи оваа традиција, да собираме повеќе со тоа што значи ние како помлади генерации учиме, не имаме толку доволно време да го обработуваме тоа грозје, меѓутоа секојдневно ние учиме по нешто како треба да го обработуваме и како треба да го кроиме и како треба да го заштитуваме самите винови насади. Мислам дека со текот на време, додека може старите ќе работат, меѓутоа после ние ќе бидеме тие кои треба да продолжиме и ние да пренесуваме на следните поколенија, значи да сочуваме винарската култура кај нас. На закриувањето на лозјата присуствуваа голем број верници и гости, лозари и овоштари од Оризари. По традиционалното закриување на лозјата се почестија со богата трпеза, а на здравија со чашка ракија и вино. Годинава очекуваат подобар и заеднички си посакаа побогат род од минатата година. Традиционалниот собир за закриување продолжи со песна и свирки до доцните попладневни часови. Свечено отворена винаријата Тинк во атарот на Бели.
За почеток ќе се произведуваат 100 тони квалитетно вино годишно. Постепено винаријата ќе расте и ќе добива на квантитет. Ќе достигне капацитет да се произведуваат 1.000.000 литри вино годишно. Во атарот на Бели свечено беше отворена винаријата Тинк. Станува збор за современа винарија, каде се вградени најновите технолошки достигнувања во винопроизводството и каде со дополнителни иновации ќе се креираат вина со уникатен карактер и вкус. Производството на винаријата Тинк ќе се базира на грозје од лозови насади од овој крај, но ќе се откупува и од регионот. Градена е по најсовремени стандарди за квалитет, како и органска заштита на грозјето. Собственикот Слава Јорданов вели дека долги години стрпливо се градела винаријата. За почеток ќе биде со капацитет да се произведува 100 тони вино годишно. Винаријата, како што вели Јорданов, ја изградиле за да се докаже дека и во овој крај може да се произведува квалитетно вино и ракија и да се обработува лозја. Исто така, регионот климатски одговора за одгледување на лозја и токму тоа било пресудно да се одлучи да изгради нова винарија. Во првите години ќе се произведува до 500.000 литри вино годишно, за во иднина да се произведуваат 1.000.000 литри вино годишно, како што е проектирана самата винарија. Содржината на ова ќе биде малце проширена, бидејќи винскиот туризам во светот зазема значајно место во туризмот и ние сакаме да направиме еден комплекс од спа центри, соби за спиење, ресторанти, ловни клубови за ловци. Еве веќе купивме и коње, сакаме да имаме и конјички клуб, каде можат гостите кои се љубители на јавањето на коњи и одредени содржини кои ги нема за сега во овој крај, да ги поврземе ловиштата кои ни се на дохват, да можеме луѓето да еднаш дојдат тука и да посакат повторно да дојдат. Условите за производство на вино се добри. Земјиштето е откупено од страна на собственикот. Патот до винаријата е асфалтиран, има струја и водоснабдување и се ќе биде направено по најсовремени системи за одгледување на лозови насади. На свеченото отворање присуствуваа голем број гости и пријатели на собственикот, како и градоначалниците на Кочани, Чешиново, Облешево, Пробиштип и Македонска Каменица. И лозаро-воштарите од Виничко го празнуваат својот заштитник Свети Трифун. Со закројување на овошките, со благо вино и ракија, со кршење погача, извршија примопредавање на кумството на источната и западната страна од градот. На источната страна кумството Гоце Стојчев го предаде на Тони Милчев, додека на западната страна Горан Манойлов го предаде на Гоце Спиров. Инаку на овој празник му претходеше лозар-овоштарска вечер и награди за најквалитетните вина и ракии произведени од овој крај. Социјалдемократската младина на Македонија од Кочани во духот на празникот постави штанд со чоколада и вино во трговскиот центар. Двојниот празник Свети Трифун и Свети Валентин го прославија и членовите на Социјалдемократската младина од Кочани. На платото во градскиот трговски центар поставија два штанда. Во склад со поводот, на едниот беа понудени чоколада и хартиени срциња, а на другиот црвено вино. Денес, втора година поред, локалниот клуб на Социјалдемократската младина од Кочани реши скромно да го одбележи 14 февруари. Ние, како политички помолок, ги почитуваме традиционалните вредности и сакаме со позитивна енергија да ги одбележиме двата христијански празници – Свети Трифун и Свети Валентин, во духот на хармонија, разбирање и љубов. Воедно користиме оваа прилика да ги поздравиме жителите на општина Кочани и да ги честитаме празниците. Благодарам. Штандот ги привлече минувачите. Тие закусија од понудата зависно од вкусовите, но и од тоа кој празник го предпочитаат. Додека не профункционираат регионалните депонии за управување со отпадот, предвидени со стратегијата за управување со отпад, постоечките депонии задолжително мора да исполнат одредени минимални критериуми за заштита на животната средина и здравјето на луѓето.
До крајот на март годинава депониите ќе мора да обезбедат вода за миење на камионите за ѓубре пред тие да ја напуштат депонијата. Освен ова, јавните комунални предпријатија ќе мора да обезбедат и електрична енергија, видеонадзор, ограда, физичко обезбедување и евиденција на отпадот. Новините се дел од минималните критериуми за заштита на животната средина и здравјето на луѓето, што треба да ги исполнат депониите пред да профункционираат новите регионални депонии предвидени со стратегијата за управување со отпадот. Во изминатиот период беа извршени вонредни надзори во јавните комунални предпријатија. Од Водовод велат дека ќе ги имплементираат новините, а истите се однесуваат и на Виничкото комунално јавно предпријатие Солидарност. Дел од комуналните предпријатија сметаат дека рокот за воведување на новите стандарди е прекраток и бараат пролонгирање, но крајот на март 2014 е даден како крајен термин за целосно исполнување. По завршување на роковите дадени во решенијата, инспекторите ќе извршат контролни надзори за реализација на задолженијата и доколку не се исполнети во целост ќе се применуваат законски казнени одредби. Комуналните предпријатија имаат обврска да доставуваат годишен извештај за поставување со отпадот до општината, која треба да го достави до Министерството. За недоставување извештај ќе биде изречена казна од 2 до 3.000 евра за правното и 400 евра за одговорното лице. Ансамблот за староградски песни Серенада, што работи во состав на Домот на културата Тоша Арсов од Виница, имаше целовечерен концерт во рамките на манифестацијата прогласување на заслужни граѓани на Киелце за 2013-та. Ова гостување е како резултат на соработката помеѓу општина Виница и Киелце Полска, воспоставена во летото 2013 година. Ансамблот, како резултат на фантастичниот настап, доби понуда за гостување во повеќе европски земји. На градоначалникот на Киелце од страна на Домот на културата му беше врачена карикатура изработена од познатиот карикатурист Миро Ѓоргиевски. И за крај спортската информација. Слога 1934 подобра од Осогово во рамки на подготовките. Виничани ја искористија предноста на домашниот терен и го совладаа ривалот од соседството. Осогово го забележа првиот пораз во рамки на подготовките и тоа од локалниот ривал Слога 1934. Надпреварот се одигра на градскиот стадион во Виница. Домакините остварија победа од конечни 3:1, полувреме 2:1. Во листата на стрелците кај домашните се запишаа Лупче Ѓоргиев, Дени Митев и Благојчо Коцев. Интересно е што Осогово го постигна првиот гол на овој надпревар, со кој дојде во водство во првото полувреме, дело на Трајче Ѓоргиев, а до крајот на надпреварот остана на тој единствен погодок. Слога 1934 во продолжение ќе ја темпира формата против Брегалница Голак Делчево, екипа со која Осогово ги отвори подготовките и на фудбалското игралиште во Оризари ремизираше со резултат од 1:1. Кочанскиот третолигаш пак во наредната контролка ќе ги одмери силите со екипата на Каменица Саса од Македонска Каменица.
Со временската прогноза ги завршуваме вестите. Останете со Канал 8. Довидување.